Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе зборувам за Пасха и за Господовата вечера. Пасхата во Стариот Завет представуваше сеќавање на ослободувањето на израелскиот народ од египетското робство. Факт е дека Господовата вечера е поврзана со празникот Пасха, а Пасха значи излез од египетското робство. Кога Исус е наречен Божјо јагне во Евангелието според Јован, 1 глава 29 стих, и Јован, 1 глава 36 стих, тоа значи дека тој е совршената и последна жртва за гревот. За да разбереме кој е Христос и што направи за нас, мора да започнеме со Стариот Завет, кој содржи пророштва за Христовото доаѓање како принос за грев. Всушност, целиот жртвен систем воспоставен од Бог во Стариот Завет е подготовка за доаѓањето на Исус Христос, кој е совршена жртва што Бог ја подготви како помирување за гревовите на својот народ, согласно она што го вели Павле во Римјаните 8 глава 3 стих и Евреите 10 глава. Жртвувањето на јагнето одиграло многу важна улога во еврејскиот религиозен живот и жртвен систем. Кога, например, Јован Крстител го нарече Исус дека е Божјото јагне, кој ги зема гревовите на светот, според Јован, 1 глава 29 стих, евреите што го слушнале тоа во тоа време, можеби веднаш помислиле на една од неколкуте важни жртви. Имајќи предвид дека се приближуваше времето на Пасхата, првата помисла можеби беше за жртвата на пасхалното јагне. Пасхата беше една од главните еврејски празници и прослава во спомен на Божјото ослободување на Израел од робството во Египет. Во суштина, убивањето на пасхалното јагне и мачкањето со неговата крв праговите на куќите, како што е запишено во Излез 12 глава, е една прекрасна илустрација за Христовото откупно дело на крстот. Оние за кои тој умре, се покриени со неговата крв, која не штити од ангелот на смртта. Кога Исус, например, разговараше со Мојсе и Илија, тој разговараше за неговиот излез, односно неговата Пасха, која требаше да се случи. И се вели, и ете два човека разговараа со него, тоа беа Мојсе и Илија, кои се јавија во слава и говореа за неговиот излез, што требаше да го заврши во Ерусалим. Тоа е запишено во Лука, 9 глава, 29 и 30 стих. Израелците во Стариот Завет излегоа на слобода од Египет. Тоа беше физичко ослободување Во Новиот Завет Исус нам ни овозможи преку вера во Него духовен излез, духовна Пасха, духовно ослободување и простување на нашите гревови. Друга важна жртва која вклучуваше јагниња беше секојдневната жртва во храмот во Ерусалим. Секое утро и вечер во храмот жртвуваа јагне за гревовите на луѓето, согласно Излез 29 глава. Овие секојдневни жртви, како и сите други, беа со цел да им укажат на луѓето на совршената жртва на Христос на крстот. Всушност, Христовата смрт се случила во времето кога се принесувала вечерна жртва во храмот. Евреите во тоа време мораа да ги познаваат многу добро старозаветните пророци Еремија и Исаија, кои го предскажаа доаѓањето на оној што ќе биде принесен како јагне на колење. Тоа е запишено во Еремија 11 глава 19 стих и Исаија 53 глава 7 стих, кој е преку страдањата и жртвите ќе му дадат откуп на Израел. Се разбира, тој човек не беше никој друг, туку Исус Христос, Божјото јагне, Спасителот на светот, Исус, Божјиот Син, вечниот Бог. Иако идејата за жртвување може да не изгледа чудна во денешно време, концептот на плаќање се уште е нешто што лесно можеме да го разбереме. Знаеме дека платата за гревот е смрт, согласно она што го вели Павле во Римјаните 6 глава 23 стих, и дека нашиот грев не одвојува од Бог.
Исто така знаеме дека Библијата не учи оти сите сме грешници, нема ниту еден праведен, и никој од нас не е праведен пред Бог по своја собствена праведност. И поради нашиот грев ние сме одвоени од Бог и сите сме виновни пред Него. Затоа, единствената надеж што можеме да ја имаме е тоа што Бог најде начин да се измириме со Него. А Тој го направи токму тоа. Го испрати својот син Исус Христос да умре на крстот, Тој стана човек, Христос умре за да ја исплати казната за гревовите на сите оние кои веруваат во Него. Преку Неговата смрт на крстот, како совршена Божја жртва за гревот и Неговото воскресение 3 дена подоцна, можеме да имаме вечен живот ако веруваме во Него. Фактот дека самиот Бог направи жртва, што не откупува од нашиот грев, е дел од славната добра вест на Евангелието што е толку јасно опишено во првото послание од Петар, 1 глава. Знаејќи дека не сте откупени со распадливи нешта, со сребро, со злато, од суетниот живот што ви е предаден од вашите татковци, туку вие сте откупени со скапоцената Христова крв како јагне, без мана и недостаток, кој на вистина беше предодреден уште пред создавањето на светот, но се јави во последните времења за вас, кој преку Него поверувавте во Бог, кој го воскресна од мртвите и му даде слава, за да биде вашата вера и надеж во Бог. Ете, тоа е околу Пасхата накусо. Да видиме нешто за Господовата вечера. Господовата вечера е втемелена токму на таа жртва која го символизира нашето откупување преку Христос. Еве го значењето на Господовата вечера. Господовата вечера е сеќавање или спомен на смртта на Господ Исус Христос. Таа му овозможува на христијанинот да учествува во телото и крвта Христова. Таа представува прифаќање на новиот завет кој е запечатен со Христовата крв, еднаш за секогаш. Таа представува христијанско заедништво на сите наново родени верници кои го имаат Светиот Дух во себе. Црквата, Неговото тело, Христовото тело, земајќи Господова вечера, таа проповеда дека Христос ќе дојде, што значи се уште не е дошол на овој свет. Во Господовата вечера учествуваат само оние што се наново родени верници, кои преку Божјата милост го примиле Светиот Дух и станале Божји деца. Тоа е запишено во Јован, 1 глава, 12 стих. Затоа, почитувани, во Христовата крв ние имаме секаква победа. Прво, преку Христовата крв имаме помирување. Апостол Павле за ова нешто ќе рече вака: Него Бог го постави да биде помирителна жртва преку вера во Неговата крв, за да ја покаже својата праведност во опростување на сите до тогашни гревови, преку Божјата долготрпеливост и да ја покаже праведноста во сегашно време, дека тој е праведен и дека го оправдува секој кој верува во Исус Христос. Тоа е запишено во Римјаните 3 глава, 25 стих. Второ, Христовата крв е сила за духовен и вечен живот. А Господ Исус Христос во Јован 6 глава 53 стих вели: Затоа Исус им рече: Ако не го јадете телото на човечкиот син и не ја пиете Неговата крв, ќе немате живот во себе. Како трето, Христовата крв го чисти човекот од секој грев. Апостол Јован за ова нешто ќе рече вака: Ако одиме во светлина, како што тој е во светлина, имаме заедништво еден со друг. И крвта на Неговиот син Исус Христос не очистува од секој грев. Потоа во Евреите 9 глава Павле ќе рече: Иако крвта на јарците, биковите и пепелта од јуница, со која се попрскуваат нештата, се нечисти, осветува за чистење на телото, колку ли повеќе крвта на Христос, кој преку вечниот дух му се принесе сам себе си на Бог без недостаток, ќе очисти нашата совест од мртвите дела, за да му служиме на живиот Бог. Како четврто, Христовата крв не осветува. Апостол Петар за ова нешто ќе рече вака: Избрани,
според промислата на Бог Таткото, преку осветувањето на Духот за послушност и поросени со крвта на Исус Христос. Милоста и мирот да ви се умножат. Како петто, преку Христовата крв имаме близина и заедништво еден со друг. Апостол Павле во Ефесјаните 2 глава 13 стих ќе рече: а сега во Христос, Исус, вие кои некојаш бевте далеку, станавте блиски преку Христовата крв. Како шесто, преку Христовата крв имаме смелост во молитвата и добиваме помош. Павле во 10 глава од Евреите ќе рече: и така, браќе мои, кога имаме слободен влез во најсветото место преку крвта на Исус, кој ни го отвори новиот и животодавниот пат низ завесата, односно, преку неговото тело, и откако го имаме врховниот првосвещеник Исус над Божиот дом, да му пристапиме со искрено срце и со целосна вера, со срца кои преку попрскување се очистени од лукава совест и со тело измиено во чиста вода. И седмо и последно, преку Христовата крв имаме победа над сите сили на злото и на сатаната. Еве еден посебно охрабрителен стих од Откровението 12 глава. Таму ни се вели вака: и конечно, и беше исфрлен големиот змеј, старата змија, наречена ѓавол и сатана, што го мами целиот свет. Тој беше фрлен на земјата и неговите ангели беа исфрлени со него. Тогаш слушнав силен глас кој зборуваше на небото: сега дојде спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот помазаник Христос, зашто е исфрлен обвинителот на нашите браќа, кој ги обвинуваше деноноќно пред нашиот Бог. И тие го победија со крвта на јагнето и со зборот на своето сведоштво. И него засакаа својот живот се до смртта. Господ да ве благослови, почитувани. Амин.